Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитуван министер Спасовски, навистина сметам дека требаше во вашата улога тука да биде министерот за економија заради тоа што е ресорен. И не велам дека вие можеби нема да ни одговорите компетентно на темата, но сепак човекот нели како негов ресор требаше да биде тука за да одговори на сите отворени прашања кои што ги има опозицијата, затоа што повторно ќе кажам без нималку мотив да ве навредам, но имаме прашања за кои што сметам дека вие немате доволно познавање да ги одговорите, затоа што тоа не е ваш ресор. Но што е она што е многу важно? Важно е дека денеска разговараме за уште една кризна состојба во Република Македонија и дека ова е четвртата кризна состојба која што е активна во сферите на општеството. Ние имаме како држава економска кризна состојба, имаме здравствена, имаме енергетска и имаме еве последнава топлинска за која што расправаме и денеска. И она кое што треба да се одговори е што е причината на овие кризи. Тоа е нели логично, тоа треба да ги интересира медиумите, тоа треба да ги интересира граѓаните. Јас можам да го прифатам аргументот дека делумно до овие кризи се увезени, но јас тука можам да ви приложам, имам намера во говорот да ви приложам многу аргументи зошто овие кризи се направени само поради тоа што имате неспособни менаџменти во институциите кои што треба да ги делегираат овие, односно ќе треба да ги водат овие институции. Почитувани колеги пратеници од мнозинството, досега енергетската криза не чини 160 милиони евра. Криза која што се јави делумно затоа што е увезена, но само заради тоа што најголемите комбинати не произведуваат струја, заради тоа што нема јаглен, заради тоа што хидроакумулациите се исушени, заради тоа што не сме имале план како да го заштитиме интересот на нашите граѓани и ќе мора сега да претплатиме заради тоа што на некој му било поважно да зема тендери, да лапа пари и провизија, а не да се грижи за граѓаните и за нивниот стандард. Струјата во последните 18 месеци се покачи за 30%, за само 12 месеци горивата, дизелот и би рекол бензинот Супер 95-ката за цели 20 денари, а имаме 8 понеделници поред каде што се качува цената на горивата. Повторувам, 8 понеделници поред се качува цената на горивата. Зошто се воведува кризната состојба е клучното прашање. Дали заради тоа што во државата е се розево или заради тоа што има проблем? И знам дека ќе реагирате, но јас секогаш говорам со факти и можам да ви ги кажам да тумите. Христијан Мицкоски, лидерот на опозицијата, во 6 месец 2021 година ви велеше: луѓе, почнете да се спремате за наредната година, ќе има криза во топлинската енергија заради тоа што расте цената на гасот. Обезбедете доволно газ, затоа што граѓаните ќе ја платат вашата неспособност. И вие се смеевте. Декември месец Христијан Мицкоски на медиум излегува и го изјавува следново. Вели дека компаниите од бизнисот со топлинската енергија немаат доволно природен газ и дека неговата цена на берзите бележи сериозно зголемување. Затоа Мицкоски смета дека државата мора да помогне да спречи нов ценовен шок. Компаниите вели дека може да набават газ, но во декември тој е 3 пати поскап во однос на природниот газ кој се набавувал пред 6 месеци кога се формирала цената на граѓаните. Тоа значи дека од наредната година, тоест ние имаме газ до крајот на декември 2021 година, од наредната година нема да имаме газ и граѓаните тоа ќе ги чини поскапо. И оној партиски председател на вашата регулаторна комисија го изјавува следното: ги повикувам сите чинители во енергетскиот сектор, ги повикувам политичарите, експерти, разноразни шпекуланти и дилетанти, кои се представуваат како експерти да престанат да даваат неточни информации. Сите овие податоци кои ги кажуваат ние ќе ги паметиме и верувам дека некој на некого на 1 јануари ќе треба да му се извини. И тука кажува дека компаниите имаат доволно газ и за по нова година и граѓаните не треба да ставуваат дека цената на парното дополнително ќе расте. Ова го изјавува Бислимовски. Кој на кого сега треба да се извини? Кој на кого сега треба да се извини? И токму затоа ние кажуваме дека овој партиски инструиран председател на регулаторната комисија мора да си замине, затоа што не направи ништо освен што ги јаминува одлуките на владата со кое што се дере народот. Да бидам уште појаснен, на 1.1.2022 година, веднаш првиот ден после новата година, за која што тврдевте дека нема да има покачувања, го поскапевте парното за 15%. Морам да ве потсетам дека имаше сериозна криза и дека навистина по кој знае колку време им претеше на Скопјани дека ќе се разбудат со ладни радијатори. Таа авантура, таа неспособност,
вашата ароганција нас не чинеше 6 милиони евра до сега. Сега имаме повторно точка каде што треба да гласаме нова кризна состојба и ние треба да им објасниме на граѓаните зошто. Граѓаните мора да знаат дека ние ја гласаме оваа кризна состојба за да се префрлат уште 2 милиони евра на оваа компанија за да се субвенционираат нивните сметки заради тоа што се поскапени за нови 20%. Тоа значи дека кога овие кризни состојби ќе престанат, а не може да траат вечно, граѓаните ќе плаќаат 34% повисоки сметки за парно. Домаќинствата ќе плаќаат 34% повисоки сметки. Сега да се вратиме на предпријатијата и на институциите. Тие ќе плаќаат 100% повеќе заради тоа што во заклучокот на оној управувачки комитет кој што преседава тука министерот Оливер Спасовски ги има изземено институциите и компаниите од това. Тоа значи дека, повторувам, компаниите и институциите ќе плаќаат 100% повисоки сметки за парно. И на крајот, што значи тоа? Тоа значи дека во последниве 12 месеци ние континуирано ги зголемуваме давачките во стопанството и на граѓаните. Се зголемува струјата, растат бензините, се зголемуваат цените на енергенсите и при тоа кога некој ви укажува дека треба да внимавате, вие тука со индигнација го одбивате и се смеете, за веднаш потоа самите да бидете демантирани. И многу ми е жал тука што не е министерот за економија да каже кој грешник е во право. Дали оној кој што тврдеше дека нема да има кризна состојба за енергетската криза, па сега гледаме дека не чини 160 милиони евра, а требаше да чини многу помалку. Дали тој грешник е во право или овој грешник е во право? Кој Бислимовски е во право? Оној кој што ги нарекуваше добронамерните критики на опозицијата шпекулантски и дилетантски, или овој Бислимовски заради кој што сме тука и ќе прогласуваме нова кризна состојба, додека сите вие нас не убедувате дека е многу бајна и сјајна ситуацијата и дека навистина добро се справувате со овие кризни состојби, а ние сме држава која што скоро секоја седница гласа за кризни состојби. Повторно ќе кажам, здравствена, економска, енергетска и еве топлинска, само заради тоа што кадрите кои што вие ги кажувате се неспособни да управуваат. Господине Спасовски, тука кажавте една неточна работа и јас ве повикувам. Сите оние кои што се вмешани во БЕК да ги уапсите заради тоа што вие сте ресорен министер. И ве замолувам да не мафтате тука со податоци мислејќи дека некого ќе уплашите, заради тоа што ако имате одредени презнаења за сторен криминал, а него би рекол на некој начин администрирате, и вие сте соучесник за тоа. Но јас морам да ви укажам дека одговорност ќе има и дека порано или подоцна, без разлика кој од која политичка партија доаѓа да се огрешил, ќе одговара пред законот. Заради тоа што тоа е лајт мотивот на нова генерација на луѓе кои што сакаат да излезат од ова политичко мочуриште во кое што и вие сте дел и кој што вие доведовте да доаѓаме во вакви ситуации. Зборувате за БЕК, но никаде не кажувате дека председателката на таа комисија 8 члена е поранешна директорка на градско енергетско предпријатие кое што Петре Шилегов го формираше и никогаш не профункционира. И на крајот еден од граѓаните се прашуваат зошто ние треба да плаќаме и зошто само континуирано овие во собраниево ќе носат кризни состојби. Заради тоа што некој треба да зема тендери, некој треба да зема провизии. Па така ќе ни се јавува една компанија за да добавува мазут, па така ќе ни се јавува една компанија за рекот со карактеристично презиме, кое што го носи името на компанија. И кој ќе биде одговорот на владата? Јас сега ќе ви кажам тука пред целата македонска јавност. Одговорот ќе биде да го молиме Господ да се стопли, да дојде да излезе сонцето и да се накачат температурите, затоа што на тој начин ќе успееме да ги надминеме сите овие кризи, заради тоа што народот ќе биде надвор и нема да има потреба од грејење. Но уште поважната порака, сите овие премрежа кои што ги има народот и кои што ги плаќа од својот джеп, заради тоа што функционерите на власта сакаат да се луксузираат, да крадат, да местат тендери, да лапаат провизии, ќе дојде ден кога сето тоа ќе биде расчистено, дека ќе има одговорност и дека ниту еден функционер кој што му било поважно личното богатство од, би рекол, катастрофалниот стандард на народот кој што секој ден е посиромашен заради сите овие работи, ќе се соочи со одговорноста на своите постапки кои што се случуваат во овој момент. Благодарам.